разликата од мене и сите други е луксусот да го направам достапен за граѓанинот. Затоа што тој што сака луксус, прорава луксус. Значи, разликата на сите патувања од Орфеј, од сите други е токму да некоја прикладна цена се гледа она што е недостижно, што на филм викате уа. Значи, јас се сеќам кога направив една патување Скопје-Ница со хеликоптер у Фермонт, Монте Карло, со пасош на Монте Карло и денеска сите голем дел и политичари и успешни бизнисмени мислам дека тој ми е мотивот за стекнување на богатство, посебно брзо од таа идеја од Монте Карло и од тој убав и луксузен живот. Инаку, јас би рекла дека предприемачот нема разлика, дали е маж, дали е жена. Значи, јас на високи подбитици го освоив целиот свет. Значи, не постои место каде што не сум била, не сега, кога е тоа достапно со нискобуџетни компании, со ефтини летови, со интернет, све. Јас го освојував и го патував светот и ги носев сите граѓани, тогаш немаш ниту телекс, ниту факс, значи едноставно имаше доверба во луѓето, во еден програм што иако бев многу млада девојка и не бев на изглед лоша. Морам да изгледам. Значи, свесна за себе, ниту една предрасуда, ниту една кучница, никогаш. Значи, мислам дека нема разлика помеѓу жена и маж, дека едноставно разликата е во упорноста, во идејата, во иновативноста, во целта, во упорноста и во концентрација на клиентите. Добро, кој ви помогна? Споменавте дека тогаш сте биле млади, младоста знае да биде предност, но знае да биде и многу често хендикеп. Значи, напротив, не ми вика отвори. Напротив, тоа беше Југославија, беа сојузни закони, ми вика ти си имаш 18-19 години, каде, знаеш ли какви закони за... Јас се сеќам на една прва тура кога се распадна Југославија, не прва, него едно патување на граница Деве Бајер, автобусот Компас и ми вика млад дечко, станал шеф на царина и ми вика автобусот не може да излезе од Македонија, Компас, Лјубљана и Македонија више не можат некоја немаат соработка, све се распаѓа и вика автобусот ќе се врати од граница. Викам како тоа ќе се врати од граница, автобусот мора да помине. Значи тоа беа едни моменти кога се воведуваа визи, моменти кога се имаше некои меѓународни закони и ние немавме договорим тоа автобусите може да влегуваат ниту во Италија. Значи тоа беше на многу тешко време и јас ги имам надмината сите, значи јас би рекла дека примената економија од екс Југославија, распаѓањето, на формирањето на македонската држава е токму на мене примената, затоа што сите тие закони мислам прва ги освојав. Но младоста е хендикеп или е можеби предност? Мислам дека е предност затоа што за мене не постоеше ден и ноќ, година, јас никогаш се замислам дури датум и година која и кога. Значи едноставно кога си млад и кога сите граници ти се отворени, ти гледаш тоа да е. И ве што споменавте по 26 години со освоени многу награди. Да, со освоени награди. Првата награда ми беше една од позначаните во 2000 година. Тоа беше, мислам дека под покровителство на Борис Трајковски и беше најкул бизнес жена. А последната, која за мене е најпрестижна, тоа е наградата за лидершип во Лондон. Да, каде што гледам се научна клиника ја врти таа мојата награда, јас добро не ја искомерцијализирав, морам да признам, за мене е награда. И дека, уствари, таму кога се освестуваш дека кога ќе видиш што све се потребно за тие награди и колкав конзорциум те бира, значи сваќаш дека си успешен бенчмарк, дека си препознатлива во светот и едноставно си го заслужуваш тоа што го добиваш. Сега е многу лесно, затоа што сега има интернет, сега секој е достапно, значи во наше време можеме да ви кажам дека никој не дал ниту субвенција, ниту дал кредит, ниту кредит за жена. Јас никогаш не правев разлика меѓу маж и жена. Во мојата мала канцеларија кога јас почнав да работам, моето мото беше the best man for a job is a woman. И кога кај мене доаѓа едни социјалистички директори во тоа време, многу моќни, ме гледаа, видија малата. У смисол, у тоа време, знаете што значеше жена, али јас ги игнорирав. Секогаш викам еден ден. И вреди сето ова? Да, вреди. Повторно би годели истиот пат? Па да. Вреди. И покрај сите жртви, покрај сите стресови, покрај стресовите се поголеми, значи клиентот не го интересира ни вашиот проблем, ни граница, ни ништо. Го интересира задоволство на клиентот и совршено изработен програм. Ако толку многу илјадници туристи, најдете 2, 3, 10%, нека се 5 во светови незадоволни, јас у нив ја барам вината. Така да во глобала мислам дека направив еден сериозен бренд кој што на многу луѓе сум пример.
би рекла дека младите луѓе би им препорачала дека доколку имаат само своја идеја, доколку не копија, значи многу лесна, многу ние ја оформивме Сдруженијето на бизнес жени во Стопанската комора и направивме една гламурозна и силна порака и добра конференција. Ја дадовме пораката за практиканството на студентите во компаниите. Вие гледате 2 години после тоа дека сега и владата и компаниите највеќе даваат акцент на практиканството, затоа што денеска факултетите не значат ништо, искуството и обуката кај добар предприемач е се животно учење, дали е тоа 5 месеци, 1 година, али е тоа учењето кое што ќе ви вреди во животот. Или ако го имате предприемачкиот дух и ако имате своја иновативна, онда почнувате сами. А ако сакате да украдете идеја, клиенти, имате спонзор, тоа е за кратко време. Кој ќе заврши спонзорството, ќе заврши и вашата фирма, како што е пример за многу. Не знам дали во адвокатските води се сретнуваат вакви приказни со врски, со спонзорства, меѓутоа вие сте веќе 20 години адвокат. Адвокат е професија која што исклучува во секојдневната комуникација се користи само во машки род. Многу ретко ќе се каже жена адвокатка. Станува збор значи за профил на човек кој што 20 години, како што реков, работи како адвокат, арбитер сте, медијатор сте и вашата кариера имате почната можеби во сличен период како и Снежана, кога големите директори владееа се уште, но вие ги добивавте како клиенти. Како? Да. Адвокатурата е професија што навистина сега ја менува гардеробата. Од типично сив или тегет костим сега преминува во фустан во цветни бои, со марама, значи една професија која што навистина го менува полот. Жените се повеќе и повеќе газат во таа професија и се повеќе има адвокатки, судики, извршителки, значи се повеќе и повеќе се става она женска назнака, односно женско членување во професиите кои што порано беа стриктно машки и беа, да речам, посветени на правото. Навистина јас во тој период кога Снежана работеше, јас бев студент и ние морам да кажам дека соработувавме на тема организација на абсолвентска екскурзија. Малку ќе направам промоција на тој период. Јас своевремено бев председател на Сојуз на студенти на правен и една од моите задачи беше да организирам абсолвентска екскурзија. Сите други од туристичките агенции дојдоа така за да кажат, а Снежана дојде со телевизор, дојде со DVD или со видео, не знам тогаш што имаше. Значи носеше, влечеше, намонтира и нормално таа ја доби понудата и можам да кажам дека тоа беше единствена абсолвентска екскурзија во тој период што некој од Македонија излезе некаде на таа возраст. Тоа било значи 20. Да, баш во воена Југославија. Можеби вратите беа отворени за правниците, пошто навистина не се соочувавме со проблеми со визи, имавме прекрасно патување и навистина наше пријателство кое што почна уште од тогаш, пријателство и поддршка. Така да затоа велиме еден во друг, секогаш често сакаме да патуваме и да дискутираме на известна правна проблематика. Дека во правото се случува тоа што се случува, значи сите сме сведоци, се случува и во другите професии. Но нашиот ангажман и нашата заложба како жени, а и моја како жена правнике, да бидам одговорна и она што ќе го кажам и она што ќе го упатам како правен совет до моите клиенти, да биде совет кој што е одржлив, кој што совет по кој што ќе биде направена свот анализа кои се штетите од водењето на постапката, кои се штетите од активноста таква и таква. Значи едноставно мојот ангажман како жена е да посочам и да укажам на некоја одговорна адвокатура. Не адвокатура само дојди сега ова ќе правиме, она ќе правиме, туку едноставно. Тоа се правните можности кои што може да се консумираат и резултатите од тие правни можности се тоа и тоа. Значи да му се презентира на клиентот. Навистина не сум имала проблем да условно речено освојам клиент или да добијам полномошност за да го застапувам клиентот, и тоа не само во судски постапки. Јас сум специјалист малку повеќе за една постапка која што се вика merger and acquisition, значи тоа се превземање и спојување на компании, кога настануваат оние меѓународни аквизиции, приватизации, па во мојата кариера можам да ја ставам
да ја вбројам и неговото превземање воопшто случајно во Македонија, а тоа е Societe Generale кога ја превзема Охридска банка. Значи, во таа ситуација се работи со тим, можеби од 20-30 правници и сите се мажи. Значи, буквално сите се мажи. Дури и во некоја ситуација тие мажи во главата имаат предрасуди, кај што викаат, пај ти земи ова, прво почнува онаа техничка работа. Ископирај, организирај, јави се, координирај ова она. Подоцна веќе ти се наметнува организацијска работа и на крај веќе тоа е работа на носење на одлуки. Зашто ги гледаш маживе дека од позиција гард секој зазема позиција, подоцна сите си седат вака лагодно, значи зборувам за мојата пракса, да не се навредат мажите кои што ги знам и многу напорно работат тука. Меѓутоа, мажите во организација на жени најпрво супер, ние сме првите ќе се сликаме, а подоцна ги пуштаат жените, ај одете вие, ај вака, ај така. Така да од 50 адвокати од сложена меѓународна структура испадна буквално целиот процес да биде спроведен од страна на адвокатската канцеларија Марковска Андревски и јас да бидам подписничка на сите документи. Подоцна се сликаа разни луѓе за таа аквизиција, меѓутоа тоа беше една од поголемите, да речем, кариерни предизвици, каде што јас договарав едно, а ја го завршив целиот процес и говори за машко-женските релации и предрасуди внатре во професијата, не во освојувањето на клиенти, туку баш внатре во професијата, односите со колегите. Сега ќе ви искористам за не она што ви е специјалност, ќе ви искористам за нешто што се вели семејно право. Верувам дека тоа исто така добро го владеете. Каков е односот во семејното право на женските наследници во однос на машките наследници? Дали тука владеат оние балкански стереотипи за кои што навестуваме во почетокот на дискусијата? Јас би почнала нешто вака во една презентација која што не кажав дека јас доаѓам од редовите на едно здружение на жени менаџери, односно жени лидерки, кое што се нарекуваме елит. Не работева да промовираме елитизам, туку работата е да ги поттикнеме жените да заземат одлучувачки позиции. Значи, во компаниите, во нивниот собствен живот, едноставно да се справат со предизвикот на секојдневието и предизвикот на носење на одлуки. Токму во тие рамки говорам и за наследувањето. Во Македонија, значи, во оној период во кој што ние живееме и периодот кој што јас го знам и го паметам, нема ни една разлика помеѓу маж и жена. Значи, буквално ни една. Но проблемот кај нас доаѓа од традицијата. Значи, традицијата ја упатува и воспитанието каде што женско си. Биди малку поотивка, биди помирна, биди мила, биди скромна, значи биди ова и не е случајно што многу од девојчињата до некоја возраст мислат дека се викаат мирна или биди мирна, зашто цело време се вика биди мирна, биди ова, биди он. Сега, да не биде ова сватено погрешно, меѓутоа, во Македонија жените се повеќе и повеќе се освестуваат за своите права. Значи, тие ги имаат правата, нивните права се законски и можат да ги консумираат. Но линкот и, да речем, прекинувањето помеѓу правото и консумацијата доаѓа токму од тие морални норми. Ако имаш брат, се викаш, па добро, имотот на братот. Ако имаш сопруг, па добро, имотот нека биде на име на сопругот. Татко, па добро, ете на таткото. Значи, се е добро во очекување да нешто се случи и некој да скрене внимание и да види и да те почувствува за да те повеќе да ти каже ова е твое. Затоа од ова место, од оваа позиција, во текот на денот барем размислете си што можеше да се случи да вие донесете некоја по-активна одлука, да си земевте некое право и да го консумиравте тоа право. Значи, тоа е нешто што сакам да ве поттикнам или што би рекол да ви направам некаков тизер, да ве заголицкам, да си поразмислите. Не мора само денес. Еве време и утре да си го земете. Значи, не се машките права и женските обврски, туку женските права, но и женските обврски. Да, и женски права и женски обврски, зашто секое консумирано право носи со себе
со себе обврска. По тоа мислам дека ќе се сложите. Меѓутоа, практиката статистички покажува дека ситуацијата е онака како што скажете на почетокот. Да, апсолутно. Статистички нема ниту една разлика и статистички жените ги консумираат правата. Но ако се поттикнати за тоа, ако се освестени и ако имаат добри примери. Затоа и сакам да ги потенцирам и да ги пофалам ваквиот вид на настани, каде што се презентира и се дава акцент на жените кои што успеале во својата кариера, токму за да им се отвори патот на оние кои што допрва доаѓаат или допрва сакаат да започнат со туристичка агенција или сакаат да започнат со нешто што е тука многу иновативно, а ќе биде на крајот на разговорот. Да, иновативни се и производите кои што Виталија ги носи на нашиот пазар, Вита Џоковска-Муцунска, машински инженер, магистар машински инженер, меѓутоа долги години во индустријата за здрава храна преку брендот Виталија, наградувана и лично, но и фабриката како производител на здравата храна. Неодамна добивте наградата на град Скопје, петка за здрава храна. Приказната за Виталија, може би вака во женски кругови одблиску не сме ја слушнале, па може би добро сега да чуеме. Добар ден на сите. Ќе кажам дека многу интересен бовет, благодарам, навистина фасцинантен бовет за нас жени учеснички во овој панел. Благодарам на присуството на гостите и слушателите. Кусо само како започна и Виталија. Виталија започна пред точно 22 години. Тоа е идеја која ја пасира мојот татко, кој воопшто трендот и важност на здравата исхрана го виде во Германија, каде што во тој период имаше работен престој таму. Ќе кажам дека желбата и на македонскиот потрошувач да му се овозможи избор и здрава алтернатива беше голема, како и желбата да се успее во оваа, да речам, храбра и пионерска идеја. Следеше период на големи вложувања во едукација на населението за важноста на здравата храна, периодот повеќе од 15 на години, истовремено и период во храбро креирање на здрави продукти со врвен квалитет и како резултат на сето тоа, денеска Виталија можеме да кажеме дека е лидер во својата категорија во регионот и бележи во континуитет динамичен развој. Мојот личен ангажман во компанијата започна уште во студентските денови. Значи, всушност тоа беше времето кога Виталија ја отвори својата прва мала продавничка за здрава храна во Скопје, во Македонија. И за мене тоа беше првата можност да се запознам со макробиотика, со вегетаријанство, со диабетика, диететика и така натака. Паралелно со навлегувањето во тајните на машинството, ќе кажам дека навлегував и во тајните на нутриционизмот и здравата исхрана. После дипломирањето, мојата одлука беше да продолжам со академска кариера, меѓутоа постојано во текот на годините бев вклучена во динамичниот развој на Виталија. После 10 години професионален ангажман на машинскиот факултет како асистент, сепак кај мене преовладува оној предприемачки дух и решив целосно да ја посветам мојата енергија и креативност во градење и на самата компанија и брендот. Си поставив високи цели за пред се, меѓу кои за мене најважни беше да се брендот етаблира меѓународно. Денеска со гордост можам да кажам дека Виталија производите и брендот Made in Macedonia, што за мене посебно значи, се извезува и се присутни во повеќе од 35 земји. Имаме повеќе од 220 продукти под собствен бренд и во Виталија работат 200 лица, работници кои се исклучително мотивирани и професионални. Како еден куриозитет, ќе кажам дека Виталија денеска предничи во однос на светскиот тренд, во однос на бројката на жени кои учествува во менаџментот. Значи, со гордост можам да кажам дека 70% од управувачкиот кадар во нашата компанија се жени. И јас да ви кажам сум убедена дека токму затоа и фирмата е така успешна. Инаку, од друга страна, една чиста аналитика направив во 100 компании најуспешни според Forbes денеска,
За жал само 11% се CEO или главни менеджери се жени. Да речеме такви фирми се IBM, Yahoo, познати, Heineken, да речеме, L'Oreal да не правиме муабет и се очекува. Меѓутоа, Walmart, Nutella, Apple, тоа се компании каде што жените веќе зафаќаат позиции на лидери во менеджментот. Од тука и на крајот само да се надобрзам дека можеби оној јаречки хороскоп кај мене е пресуден во упорност да се отварат затворени врати можеби исто така помогнало во целата таа успешна приказна. И ако ја споменавте, значи глобалната сцена, во глобалните брендови владеат владеат повисок број на жени на лидерски позиции во Македонија. При вашата секојдневна комуникација со ланците на маркети каде што ги изложувате вашите производи, каква е сцената? Да ви кажам, равноправно е. Равноправно е. Не можам да кажам дека тоа само женска или само машка професија. Апсолутно. Мислам дека жените го фаќаат, го завземаат своето место. И јас ќе кажам дека жената предприемник значи многу повеќе од само предприемник. Тоа е моето убедување. А понатака ќе образложам зашто. И само уште еден аспект ме интересира, деловни жени во тековна комуникација во деловни работи. Дали се тие сојузници или се непријатели? Колку тука женските ривалитети кои што постојат во комуникацијата доаѓаат до израз или пак успеваме некако да ги потиснеме? Ке се сложам со Сузана Манчич дека треба да бидеме малку повеќе солидарни. Често пати ќе кажам дека жените навистина сме мачки, грабливки, нели? И ме радува кога во бизнисот и во секојдневното работење ќе најдем на жена професионална која е одлучна да помогне во приказната. Ги има од секаков тип, меѓутоа ќе речам дека сепак на крајот преовладува тоа феминистичкото кај секој од нас. Да се помогне на другата, затоа што се знае дека сепак се бориме. И вложуваме многу повеќе од мажот на истата позиција, не од аспект да се биде професионален. Моето мислење е дека ние највеќе се бориме со нашите емоции. Значи, секое мое патување е голема битка на емоции дека ги оставам децата дома. Апсолутно не станува збор дали ние сме способни исто како мажите. Тука нема збор. Апсолутно да. Меѓутоа, предизвиците се од емотивен карактер со кои мора да се избориме до крај. Кога стана збор за приватниот бизнис во Македонија, прва асоциација, значи, кој ќе се споменат сокови, веројатно се Вива соковите, а задним стои Вивакс компанијата. Тања Атанасова е маркетинг директор токму во оваа компанија. И јас би сакала нако со повторно да чуем и приказната за Вивакс. Ако ја слушаме за Виталија, сакам одблиску и со вас да се запознаеме. Вака, Вивакс е семејна компанија и тоа е приказна на моето семејство. Оваа приказна започна мојот татко исто пред 22 години. И ја започна целата приказна со еден голем ентузијазам, со една голема амбиција. И да кажам дека во оваа приказна јас растев од тинеџерските денови, со нејза растев и приказната растеше пред моите очи за успехот на таа компанија. Кога гледате дека целото семејство се вложува во нешто големо, едноставно не можете да стоите на страна, се вклучувате во истото. Моите родители многу ми помогна, како на мене, така и на мојот брат, да се надоградиме во своето знаење, во своето образование во оваа област. За мене големо значење имаше школувањето во Холандија, завршувањето на студии на Холандскиот факултет во Фонтис, како и праксата која има во реномирана холандска компанија. Кога ме прашувате какви се моите почитоци, можам да ви кажам дека од самото основање на компанијата сум вклучена, иако бев многу млада. Вклучена бев во производството, во пакување на сокови, понатаму во броење на произведените пакети, да кажам, од одредена шаржа, понатаму вршење на некои административни работи во компанијата, за да денеска бидам маркетинг директор на истата. Се тоа ми даде едно поголемо знаење, поголемо искуство, за денеска да можам да бидам добар менеджер и добро да ги осознам процесите на работење во компанијата. Меѓутоа, морам да кажам дека сите вработени кои се вклучени во компанијата се, да кажам, припадници на едно големо семејство,
по кое што заеднички, да кажам, ја градиме успешната приказна на компанијата. И верувајте, нема ништо подобро тоа кога сите заедно се стремиме кон една голема цел, а тоа е целта на успехот. А бидејќи сте дел од управувачките органи нели на вашата компанија, од што се водите кога вработувате нови кадри во вашата компанија? Владеат стереотипите, можеби треба да се изборите со нив и да ги убедите во наводници повозрастните или пак не? Вака, јас не сум човек кој што се водам од стереотипи, едноставно доколку одредена индивидуа има потребно знаење, квалификација, има желба за работа, треба да се даде можност за одредена функција, независно дали се работи за машки или за женски пол. Зошто да влегуваме во некој затворен круг, дали одредена професија е соодветна или не за одредено работно место? Едноставно, или сте спремни да одговорите на предизвикот, или не сте. Јас сум човек кој што сакам да сум окружена со луѓе кои што имаат знаење, дури повеќе од мене, бидејќи секој ден, секој човек учи нешто ново, а убавината во секоја професија е да се надоградуваат. Меѓутоа, професионалец кој што секако иновативен,